No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them. Повторно каналот е BTeacher Crypto и денеска ќе разгледаме едно од најбитните прашања, а тоа е дали сме на дното од bear маркетот на биткоин. Тоа ќе биде едно од главните прашања денеска на кои ќе се обидам да одговориме, а тоа ќе го направиме со разгледување на 4 различни графикони кои излекуваат податоци од 4 сосема различни области на пазарот, за да обезбедат навистина сеопфатен одговор. Ценовното движење беше ужасно слабо, но бидејќи самиот bull маркет се однесува толку поинаку во споредба со претходните циклуси, мора да го анализираме овој bear маркет низ истата уникатна призма и мора да се запрашаме како би изгледало ако беше само еден стандарден bear маркет, точно како секој друг bear маркет, точно како секој друг што сме го виделе, и обратно, како би изгледало ако овој пат всушност беше поинаку. За да одговориме на тоа, ќе испитаме 4 независни метрики што ги фаќаат долгорочните, краткорочните иматели, реализираната горна граница и некои рамки со веројатност. Првиот начин на кој ќе се справиме со ова е со испитување на сценариото каде што овој пат не е различен. Сценариото каде што доживуваме ист тип на структурен bear маркет како и во претходните 3 циклуси, и во сите 3 од тие историски случаи цената на биткоин се намалила за над 70% од врвот до дното. Сега постои валиден аргумент дека бидејќи овој пат доживеаме попригушен bull маркет, можеби за возврат ќе доживееме и попригушен bear маркет, и мислам дека тоа секако има тежина. Сепак како инвеститори секогаш мора да бидеме подготвени за алтернатива, дека всушност ќе доживееме слично ниво на намалување. Сега целосно намалување на цената од 17% од рекорд од $126,000 би ни дало биткоин од околу $37,000, и тоа звучи драматично, но е неверојатно едноставно и всушност воопшто не зема предвид никакви реални податоци и не е начинот на кој сакам да работиме. И првото овде нешто што го нарекуваме коефициент на загуба на капиталот, и ова не сте го виделе порано. Сигурно сега одлична работа кај овој индикатор е што трепка црвено само кога мрежата како целина е во состојба на загуба. Во суштина се пали кога мрежата како целина страда, а најострите скокови во овој црвен сигнал укажуваат на екстремните нивоа на вознемиреност. И гледајќи наназад сега на bear маркетот од 2015 година, редовно се движиме над нивото од 0,3 на овој коефициент, и во некои моменти се искочуваме и до 0,5. И тоа представува екстремна капитулација, каде што поголемиот дел од целата мрежа е под капитулација. И на bear маркет во 2018-2019 коефициентот повторно достигнува 0,3 и накратко достигнува 0,4, и до bear маркетот во 2022 година пазарната точка достигна до нивото од 0,2 во неголемиот дел, и накратко го допре 0,3. Овој индикатор едноставно еволуира како што еволуирал во секој циклус. Тогаш тука ќе бараме бројки помеѓу 0,1 и 0,2 како крајни знаци на капитулација, но во моментот воопшто не сме виделе овој индикатор да светне ни малку, и ова ни укажува дека се уште има простор за потенцијални негативни последици ако ги следиме истите шеми по намалена цена. И сега коефициентот на загуба на капиталот го разгледува целиот екосистем на биткоин, и ова е дизајнирано да ги следи финансиските тешкоти на учесници во биткоин со најголеми дијамантски раци. И ова го прави со гледање на процентот на долгорочните иматели кои моментално држат со загуба, и како што сугерира името, овие луѓе обично држат доволно долго за да не биде така.
И овие податоци се метрика за ризик каде што не ви одговара состојбата од 0%, каде што ниту еден долгоречен имател не е во загуба, што се чини дека совршено се совпаѓа со растечките цени на булмаркетите. Сега 100% точност на оваа метрика не значи дека сите се во загуба, тоа значи дека со оглед на историските податоци постои 100% веројатност дека ова е максималната историска вредност за долгорочната вознемиреност на имателите. Се гледајќи ги податоците, можеме да видиме дека во 2015 година ова достигна врв од околу 95% на дното на bear market, а во 2019 достигна околу 83% и падот од март 2020 година достигна врв од 70% и годишниот bear market во 2022 година се достигнати околу 85%. Значи повторно до одреден степен гледаме намалување на врвовите, но не многу. Секогаш кога ќе се искачиме над 55% до 60%, на овој ниво процесот на дното започнува доста брзо и обично се решава во рок од неколку месеци. И ова метрика брзо скокна за време на тие големи распродажби и капитулација, значи тоа е нешто што внимателно треба да се следи. Во моментот се наоѓаме на 37% на оваа метрика за долгорочен ризик на сопствениците. Сега за следниот ќе го превртиме целаријато и ќе ги погледнеме краткорочни иматели кои што неодамна влегле во екосистемот во изминатите 5 месеци. Она што имаме овде е краткорочните обсези на трошоци за имателите. Ова се динамичните ленти во стилот на виножито кои следат краткорочната реализирана цена на сопственикот, што е белата линија тука. И ова го представува просечниот трошок за акумулација за овие понови играчи и овој индикатор совршено ги мапира екстремите на bear и bull пазарот. Историски гледан, секој bear market има дно и цената влегува или во синиот или во зелениот сек тука. И моментално сме на работ на сината линија, точно на дното од зелената линија, што историски се смета за неверојатно време за купување и ова не го означува апсолутното дно, но веројатно ви кажува каде се најдобри времења за акумулирање наспреди кога да се продаде. Сега ќе погледаме некои чисти веројатности и статистики и како што го имавме и претходно на каналот, ова е Z-score веројатноста и тоа е едно од најмоćните алгоритмски алатки што ги имаме за да го процениме пазарот, бидејќи мери колку сегашната цена е статистички растегната во споредба со сопствената историја. Сега би рекол дека овој модел е всушност помоćен од некој од моделите кои што моментално ги обработивме и оно што можеме да го видиме историски, биткоин има тенденција да се наоѓа на дното помеѓу нивоата на стандардната девијација од -1 и -2 со кратки падови под нивото од -2 за време на екстремните настани. И токму сега верувам дека всушност гледаме почеток на процесот на формирање на дното. Неодамна имаме настани со стандардна девијација од -2 во насоката на упаѓање, тоа е значајно. Типично по ваков настан следува процес на дно што може да ја повлече цената нагоре надолу, за да ја влече во текот на повеќе месечниот период пред конечно да се постави дното. И ова е обично претходникот овде. Ова е последната фаза во bear market, тоа покажува дека отстапувањето во насоката на намалување што туку доживеавме беше статистички масовно. Значи, ако се уште сте тука во моментот, туку доживеавте еден од најлошите статистички падови во однос на поновата историја и овие остри отстапувања не го означуваат дното, и означуваат дека процесот е започнат. Значи, овие наредни неколку месеци ќе бидат критични, цената може да падне за уште 5, 10.000 дури и 15, но генерално процесот е започнат. И како што реков многу пати претходно, огромниот фитил за капитулација, како што видовме, не го означува истинското дно, тоа го означува почетокот на процесот на дно. И ова обичаено
подразбира месеци на нестабилност и малку негативно движење на цената, огромен број на ликвидации и веројатно голем број на лоши вести, така да отприлика тоа е она што го имаме за денеска. А ние се гледаме во следното видео. Поздраво Бетиче Крипто и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.